Добар ден на сите. Прво да се заблагодарам на вашето присуство. Не е лесно младите да дојдат, да поразговарат со премиерот во време кога завршува летото, кога чаршијата е убава, кафичите се така пријатни, тамо да се седи. Но сепак сите, верувам, из главата вртиме неколку мисли. Некоја од тие мисли е како да отвориме подобри перспективи за сите. Тоа е мојата секојдневна преокупација на првото министерско место во владата, заради тоа што најгоркиот вкус во сите овие години наназад доаѓаше од безперспективноста на младите, од безработицата кај младите, од заминувањето на младите од нашата земја, од немањето на перспективи, неизвестноста во очекувањата и слично. Овие први 3 месеци главна задача на владата беше да ја подослободиме Македонија. Пополека да почне да дише, да се отворат перспективи, да нема повеќе стравој, закани, фраери по улица, кои што црпат моки од институции или слично, за да создадеме прво нормална земја. Главната преокупација на која што веќе се насочивме е како да почнеме да креираме работни места. Ама не работни места за 8, за 9, за 10 илјади денари. Заради тоа што тие не вршат работа. Да креираме работни места кои што ќе дават достоинствена плата. Конечна цел да ни биде 500 евра просечната плата. Со една ваква тенденција се обидуваме да реалоцираме огромни милиони пари кои што досега оделе или на глупости, или во джебови на политичари, или од недомакинско работење, со конечна цел да ги канализираме во поддршка на економскиот сектор, каде што навистина ќе има еден одржлив развој на достоинствени плати. Јас денеска мојата посета во Велес ја почнав овде во чаршијата, поминавме по дуќаните, главниот заклучок на сите е прометот е низок. Народот нема пари, младите се невработени и за жал и немат перспективи. Од тука младинската политика на владата мора да биде приоритет. Јас сакам денеска со вас да отвориме неколку теми, на кои што заедно сите ќе констатираме дека оваа борба со невработеноста кај младите луѓе и со ниските плати кај младите луѓе и кај оние кои што се вработени мора да биде заедничка борба. Владата мора да ги води правците на отстранување на оваа горчина во перспективноста на младите, а младите мора да бидат амбициозни, да се втурнат директно во она што значи мерки за отварање на нови работни места и покачување на платите. Веќе во буџетот проектиравме квалитетни средства кои што ќе бидат насочени на 3 сегменти или така наречената младинска гаранција. Младинската гаранција Европската унија ја воведе 2013 година и дава одлични резултати. Целта на младинската гаранција е да секој млад човек кога заклучува образование, значи завршува образование, бара работно место, целта е да директно преку стопанството државата isfinansira пари за одреден период од 4, од 6 месеци, година дена, за да младиот човек стекне практично искуство, почне со работа, газдата или менаџерот на фирмата нема издатоци, а сите заедно добијат перспективност, тоа значи трајно отварање на работни места. Да после одредено време младиот човек остане на работа, биде квалитетен за компанијата, но биде и доволно мотивиран во вкупниот процент на плати, кој што ќе го зима за креирање на идните перспективи и создавање на семејство. Вториот дел од мерката е за оние млади луѓе кои што сакаат да продолжат образование, а тоа е до образување во делот на магистратура или докторати. Државата директно алоцира средства кон факултетите, за да можеме да ги достимулираме младите луѓе кои што сакаат да се вработуваат. И третата мерка е исклучиво тренинг на младите луѓе. Имаме многу млади кои што завршуваат средно образование и сакаат да почнат со работа. Имаме исто така многу млади луѓе кои што завршуваат високо образование, но заради професијата која што треба да ја имат согласно своето образование, не се примат на работа заради тоа што немаат практично искуство или немаат тренинг. Тренингот ќе биде посебна мерка каде што и практично ќе се едуцират младите луѓе. Заедно со ова мерка сакаме да понудиме на младите охрабрување за стартап компании. Сами да отворат свој бизнис, да станат сами своји газди, да не чекат некаде само да бидат вработени. Идеите мора да дојдат од вас младите. Имаме намера да поддржуваме по 10.000 евра неповратни средства по млад човек
кој што има идеја да отвори минимум за себе работно место, ако отвори плюс работни места, дополнителна поддршка и помош да добие од државата. Не знам, еве, шетам по чаршијата, тие што се блиску до кафичите, имат каде да обезбедат кафе во текот на денот. Тие дуќаните што се подоле нема кафичи, и они не е лошо некој да отвори мобилно кафе, да доставува кафе, да заработува пари или слично. Некој може да отвори за најчиски дуќан, што нема високо образование, сака да стекне одреден занает или слично. Целта на оваа мерка ќе биде да стимулираме млади луѓе да си станат своји сопствени газди во сегменти каде што се гледат. Генерално најмногу очекуваме работни места да се отворат во приватниот сектор, да и во јавните институции, таму каде што се ослободуваат по пат на пензионирање или веќе се ослободени, но конечна цел на владата ќе биде да отвориме трајни работни места, доволно стимулативни, со повисоки плати од оние што ги дават јавните институции, за да можат се повеќе млади да се канализираат во приватните фирми. Од тука, она што ќе го работиме ќе биде во едначување на државната директна помош на домашните компании со странските компании, каде што дополнително ќе мотивираме за секој бизнисмен да инвестира во нова фабрика, во нов производствен погон, во нова трговска единица или слично, која што ќе значи и креирање на работни места. Ако некој одлучи да инвестира, да подигне кредит, да отвори погон или слично, државата по неколку аспекти ќе го помогне. А тоа е, ќе го ослободи од персонален данок на вработените, ќе го ослободи од данок на добивка, но и ќе му возможи директна државна помош. Ако бизнисмен отвори работни места за млади луѓе, ќе добие директна државна помош во 1000 евра од државата. Ако при тоа тие работни места се платени околу просечна плата и над просечна плата, тоа е над 22.000 дена, тогаш ќе добие дополнително 1000 евра повработен директна помош од државата. Ако вработува посебно високо образование, луѓе ќе добие дополнителна државна помош, токму заради млади високо образовани кадри. Ако тежне кон 500 евра плата, државата дополнително ќе обезбеди поддршка. Ако користи домашни суровини, ако еколошки заокружен проектот или слично, добива директна помош. Во Македонија процентот на невработеност на младите е многу висок, повисок од просекот во целиот регион. И овде во овој правец мораме да направиме конкретни работи. Јас сум човек кој што доаѓа од бизнес секторот. Имам околу мене и луѓе кои што работеле во деловниот сектор и текако сме убедени дека можеме да отвараме квалитетни работни места. Но, за да тоа се случи, мораме полека и младите да ги насочиме кон нивната подготвеност за работа. Најлесно е младите да шетат до 2 до 3 сат за бајле, да спијат до 12, до 1, па после се кафичите и секој ден иста приказка. Некој ги каже што да правиме друго кога немаме работа. Мораме да се насочиме сите заедно, јас верувам и со локалните самоуправи кои што доаѓаат да ова прашање го реши. Младите луѓе се единствената моторна сила на секоја држава, така и кај нас. Јас знам дека ако сакаме, можеме во Македонија да создадеме добри услови. Го гледам веќе и од аспект на премиер, буџетот, конструкциите, финансиските капацитети на државата, Македонија може да биде земја за почит. Сакам да ве повикам да своето внимание го свртите дома, кон Македонија, да се откажете од желбите за заминување надвор од државата, да се останете во матичните огништа. И заедно сите, јас сум убеден, во многу скоро време веќе ќе почувствувате квалитетот на понудата која што државата ќе го организира за отварање на нови работни места. Кога разговарате некаде со бизнисмените, треба да знаете дека веќе со ребалансот на буџетот постојат пари. Ако одреден бизнис или одредена институција може и сака да прими човек од вашиот профил, државата е подготвена во првите 6 месеци да обезбеди бруто плата. Тоа значи нето плата, здравствено, пензиско осигурување и персоналниот данок. Кога барате работа, кажете го тоа на газдата. 6 месеци некој да обезбеди плата, а при тоа да добие работник, газдата е доста примамливо. Ова треба да го искористиме и да го знаете. Има точно 8 милиони и 500 илјади евра во буџетот на Република Македонија за поддршка на нови работни места, пред се за младите. Јас знам дека полека ќе се
јават веќе резултатите и се надевам дека ќе имаме доволно трпение за да секој си се најде себе си како перспективи своји во ова наша Македонија. Доаѓаат секако локални избори. Локалната самоуправа е многу важна во секојдневието на граѓаните, пред се на младите луѓе. Сите некако допираме до надлежностите на локалната самоуправа. Тука и одделението за локален економски развој, но тука се училиштата, тука се јавните комунални предпријатија, тука се детските градинки, отвараат исто така доста добри перспективи за работа на младите луѓе и можност да се вградат натре и да дадат свој придонес во изградбата на оваа наша Македонија. Јас сакам да ве повикам вас, младите луѓе, силно свесни да се исправите пред моментумот кој што доаѓа и навистина да донесеме мудри одлуки, да Велес конечно го вратиме во својот сјај, како што некогаш блескаше. Ја шетам цела Македонија, за жал, Велес денеска е еден од најупропастените економски градови. А имаме еден од градовите кој што има најдобар потенцијал, образован, квалитетен, кој што може и така да биде движечка сила во огромен сегмент со влијание за цела Република Македонија. Убеден сум дека доаѓа добри перспективи. Јас знам дека имаме шанси. Имаме сериозна подршка од меѓународната заедница, тоа го гледате. Ги подобривме односите со сите соседи. Целото тоа е создаден амбиент за да чекориме напред со успешни политики кои што живот ке значат овде во нашата земја. Сакам денеска да дебатираме по овие прашања. Имаме сигурно уште неколку минути да поставите одредени прашања, одредени сугестии, но едно денеска вака исправен пред вас ви гарантирам. И има сериозни перспективи ова наша Македонија да повторно младите луѓе бидат среќни и се ја гледат својата иднина овде, во својот Велес, во својата Македонија. Благодарам и еве отварам дебата.